ќе се вратат македонците таму. Има ли некој од вас гаранции? Може ли да даде некој дека гаранции дека еве ние ќе осмениме уставот? Ние што сме за војна, бидејќи не ви се сложуваме со документот, ќе едноставно ќе се повлечеме, ќе го прифатиме документот и вие ќе бидете во право, ама македонците ќе се вратат дома. Ќе ве слушам со внимание кога ќе зборувате. Последна работа. Односно една од последните. Направивте паралела со Милошевиќ, дека тој ги загуби сите војни. Тоа е точно. Но не ви држи паралелата. Милошевиќ војуваше за Хрватска, Милошевиќ војуваше за Босна, Милошевиќ војуваше со сите со кои што можеше да војува, надвор од границите на Србија. И Косово. И Косово, да го спомнам и Косово. Ние не војуваме за освојување на територија. Ние војуваме за да ги одбраниме тие луѓе таму у Лешок што ги дигнаа во воздух. Ние имаме одбрана на државата. Ја не знам како може да се сметам за одговорен политичар, како можете да направите паралела на Милошевиќ со македонскиот пример. Ни го земавме Прешево, ниту отидовме во Лерин, ниту Ќустендил го нападнавме. Сагаме да ги одбраниме Куманово вода да има, сагаме во Арачиново да нема минофрлачи за да пукаат и врз собранието, и врз владата, и аеродромот, и рафинеријата. Сагаме луѓето во Теарце да може да живеат нормално, како македонци, а вие направивте споредба со Милошевиќ. Ако ви е споредбата дека можеби поради целава констелација на односи ние ќе ја загубиме војната. Значи имаме паралелизам. Милошевиќ загуби и ние ќе загубиме. Тогаш ви е добра споредбата. Ако сметате дека е така. Но ако сметате дека империализмот, хегемонизмот, како сакате, врз целата територија на СФР што го полагаше Милошевиќ е ист со нашата борба за одбрана на татковината, тоа ќе навистина не знам кој сгрешил и дали сум ја медицински случај или како што викате може би вие. Мирот на граѓаните мора да им се врати. Јас сакам да им се врати мирот. Меѓутоа, мирот нема да им се врати ние сега ако замижиме тука и да кажеме колку сум среќен, денеска видов 10 реклами за мир, денеска во вестите женското лоби ќе прави митинг за мир, мајките сакаат мир, СДСМ сака мир, ВМРО сака мир и надворе мир. Не е така. На некои делови на нашата територија нема мир и нема ниту да има мир после овој договор. И мислам дека сите ние треба да направиме се за да го вратиме мирот. Но мирот се враќа со татковинска одбрана на државата. По секоја цена. Ја барем така мислам. Од и денеска ако не се вратиме таму, утре сигурно нема да се вратиме. Задутре уште помалку. А со ова ги поставаме темелите на едно уредување кое што ќе биде бинационално,